Гледате Политиканти, ова е 12-та епизода од оваа трета наша сезона во една прилично интересна недела која се уште не е завршена и изгледа на самиот крај ќе земе уште повеќе залет, но јас сум Боријан Јовановски, со мене и на оваа тема ќе се надоврзе. Јас сум Сашо Ордановски, добредошли во ова 12-то, ја мислев дека е 13-то издание. Да. И баш коментирав Баксус да не е и така, ама имаме ние за Баксузи и без 13 имаме Баксузи разни и така. Боко, една динамична недела, една... Што ми се рекло, Па не, ова сега треба прво треба веројатно да се дочека крајот на Михенската безбедносна конференција. Па беше крајот. Заврши конференцијата со говорат на J.D. Vance пред 2 сати. Ова све друго е неважно. Добро, не, ма се што види, многу се прво околу говорот на J.D. Vance. Германија стварно се наоѓа и она е стварно дрско кога J.D. Vance во Германија пред сами избори, и то многу значајни избори, со оглед на растот на популистичката, екстремна десничка АФД, ги поздравува, ако така можам да кажам, со тоа што им вика дека нивниот проблем е што имаат, што не дозволуваат слобода на говор и не си го слушаат народот кој стравува од мигранти. Ова е прилика некоја парафраза, коригирај ако негде грешам, со што практично ја поддржа целата кампања која Елон Маск ја прави користејќи ја популарната социјална мрежа Twitter, бивши сега X, за да прави кампања на АФД, една партија која дури не крие дека има многу сличности со нацизмот, со неонацизмот, или како бил, или што една идеологија која овој континент, на овој свет, да не се повторуваме. Мислам, нема потреба, иако веројатно треба да се повторуваме, затоа што некои луѓе забораваат просто што се има случајно. И за ти во Минхен да им го порачаш тоа на германците, практично да објавиш коалиција на медиска поддршка на екстремната десница заедно со Москва. Москва на тоа работи веќе неколку години, усовршувајќи разни системи со кои праќа разноразни медиски пораки кои се во функција на пораст на популарноста на екстремната десница. И сега во Германија се случува истото, но овој пат е Вашингтон коалицијскиот партнер. Значи, двете земји кои ослободија Германија, вака пособивам и јас да рекапитулирам во својата глава за да можам да сватам, двете држави, клучни, двајта сојузници со се Велика Британија кои ослободуваат Германија од нацизмот, сега се тие кои го поддржуваат неговото повампирување. Така што what a time to be alive, што би се рекло. Но човек стварно не знае како да го коментира. И сега, не знам, ќе продолжиме, но оваа порука која им ја испорача Венс на Михенската конференција во овој дел за мигрантите и слободата на говорот, порачувајќи им дека на тој начин практично не делат исти вредности како Соединените американски држави. И изгледа делат сега Соединените американски држави исти вредности со Москва. Не знам, еве кажи ти како разбираш, а понатаму еве ти остави да влеземе во Украина, каде што стварно толку конфузни пораки од разни страни, вклучително и Вашингтон кој дава по 3-4 изјави од разни инстанции и сите се која од која, но често и контрадикторни. Јас, Боријан, се разбирам, мислам дека е многу полошо од тоа ти, како што го покажуваш. Ама нега ја треба да бидам стално песимистот по емисија. Види, веќе е јасно дека со доаѓањето на Трамп завршува хелсиншкиот период на, се извинувам, копенхашкиот период на светската демократија и светскиот систем.
се враќаме кон Јалта. Па и Хелсиншката повелба, И Хелсиншката повелба, на тој мислев, си извинувам, што реков на крај? Копенхаговишки се критериуми за ЕУ. Така. Хелсиншкиот период завршува. Завршува тој, па рече си колку е тоа, едно 780 годишен раст на демократијата, тој е крај. Се враќаме сега кон моделот на Јалта. И ова што го прави Трамп, а сега тоа веќе е јасно, пошто поминаа 5-6 недели, он имал 90 минутен разговор со Путин, без воопшто да вклучи Украина во целото тоа. Путин го направил пуздар. Значи, Путин за Трамп ја го намачкал на леп. Тој го работел као бавча, како да Тоа не знаеме како точно знаеме било, како ама не знаеме. Знаеме точно како било. Било така што Трамп се согласил со се, му изјавил љубов на Путин, после изјавиве што ги кажува, значи се согласил дека е Путин сосема во право и така натаму, и сега преоѓаме на тоа што ќе бидат консеквенците на овој јалтански период. Да подсетам, само Јалта е конференцијата која 45-та година се одржа на Крим, која следуваше после Техеранската конференција, а потоа имаше уште една Поздамска, во која што практично се подели светот на интересни сфери, и каде што нели Рузвелт и Черчил и Сталин, што се вика баш онака го поделија светот на интересни сфери, и сега за тие сите што ги интересира може да проверат, да се подсетат и така. Тоа веќе сме го заборавиле, бидејќи мислевме дека тоа нема да се повтора во историјата. Гледам дека во Македонија, барем ова една релативно, бидејќи J.D. Vance се залага за апсолутна слобода на говорењето, и јас слободно ќе говорам, една прилично глупа маса на, во суштина се главно десничари, кои што се не знаеш колку се радуваат Трамп што победили сето тоа. Јас само ќе ги почитам малку да си го освежат памтењето за тоа што значеше Јалта за Македонија. Бидејќи ние одиме во тој правец. И еве, сега ќе се воздржам од долги елаборации како заврши Јалта и таа поделпа таму по Македонија, особено по граѓанската војна во Грција и таму што се случи, бидејќи па овие што навиваат за Трамп се, па таа знаеш како тука се болди да се десува тоа цела Македонија едно друго, мислам. Тоа се тие парадокси, проблем на социјално. И второ, види, во суштина што се испоставува, мислам, ова веќе, како да ти кажем, во толку детали се разговора и се пишува. Сега сите битни луѓе кои што говорам и во теориска смисла и во јавната сфера и така натаму, деталите се веќе познати и така. Види, во теоријата ова се нарекува, тоа се нарекува компетитивен авторитаризам. И тоа е толку добро обработено, тоест не е уопште нова работа. Тоа е ова све што го знаеме за Орбан, за Турчинов кажи го, за Ердоган, за Путин и така натаму. И тоа е точно по книга, тоа е иначе оваја тој документот што го правеше оваа голема конзервативна think tank во Америка пред да дојде Трамп. Heritage Foundation. Така, Heritage фондацијата, каде што по упатство, по менуал се работат работите. Во суштина се работи за нешто што ќе значи тотална партизација на институциите државни, тоа Трамп сега да не влегуваме во детали, веќе за 4-5 недели го прави многу ефикасно. Во суштина тоа значи негирање на судскиот систем, и тоа он се има да ги изгази, како да ти кажам, комплетно, тоа веќе го прави. Не знам колку се променети така. Нема тоа да оди баш така мазно, но он тоа веќе го прави прилично значено. Ја слуша епизодата дека побарал од обвинителот во Њујорк да се повлече Не, обвинението за градоначалник. Ма тоа е обвинителот, ја си даде оставка, ја ти кажам што се случува. Тоа има низ работи, вклучувајќи го и Суприм Кортот, Врховниот суд, кој што пред некој месец издаде одлука, председателот не одговара за ништо што го прави во својот мандат, па дури ни да убија човек не одговара. Значи, комплетно. Дури Бајден ги праша, добро, можам јас се својот конкурент да го утепам со пиштол и да не одговарам, отприлike му рекоа да. Третата, види, ова се ние го знаеме, бидејќи ние не се тоа поминавме. Третото е комплетно разградување на академијата, на, сега ќе биде тоа, ќе следува напад врз. Знаеш како ти е во Америка? Во Америка е Лос Анџелес е центарот на забавата. Бостон е центарот на универзитетската мисла, Њујорк е центарот на берзата, Вашингтон е центарот на политиката. Сите центри сега ќе се завземат. Комплетно. Со притисоци, со закани, со непочитување на законите, така натаму. Она што следува е превземање на медиумите и гушењето на слободата, тоа веќе се одвива во
би рекол во next phase и така натаму. И на крајот ќе се заврши со сите овие, како да кажа, сите здруженија, значи од синдикати до до играорни друштва. Неко што е рез, знаеме никако иде, кој е манјелот за партизација на држава. Зато е он воодушевен од Путин. Тоа иначе се прави се во рамките на уставот. Значи види овој тип на компетитивни автократи, како што е да речеме Вучич, тие немаат проблем затоа што таму не се укинуваат изборите. Таму не се укинува демократијата, он не носи декрет за да укине демократијата. Он толку ја злоупотребува да ти нема шанси како опозиција да му се спротивиш. Он нема да забрани Демократската партија или други, он нема да забрани медиуми, но таков ќе биде притисокот како што еве го ова во Вучич што го прави во Србија. И затоа на Вучич му викаат: "Шта бре ти Вучич, па ти не си надлежен за ова што разговарам." Така ќе биде и веќе е со Трамп. Джей Венс дојде во Минхен и тој им го плесна во еден исклучително агресивен говор пред сите собрани главно европејци, бидејќи тоа беше пораката. Дури експлицитно им кажа: "Гледайте, го цитирам, дојде нов шериф во градот." Со овие зборови го кажа. Дојде на нов, мислејќи на Трамп, и ништо повеќе нема биде како што било. Значи, сега ќе влезат во една најдрска злоупотреба на се што можат, ќе биде само полошо, нема да им оди лесно. Ја не викам дека Америка пропадна како демократија така натаму, бидејќи тоа сепак ќе биде знаеш како ќе се конституира еден отпор. И има една критична маса таму со интегритет луѓе што на пример тука не ја да речеме воопшто не се надевам дека тие нешто тоа има да биде да се уплаши, да се згази и така натаму. Дури мислам дека на крајот Трамп ќе заврши во нов претседателски мандат, што според овој устав не може да го прави. Но они веќе отворено развиваат сценарија. Не знам дали знаеш кој е најинтересното сценарио како Трамп ќе добие трет мандат. На начин што ќе се кандидира за подпредседател. Значи ќе го земе Борјан да се кандидира за председател, он ќе застане од него и каже јас се кандидирам за председател. На Путин, на Вучич спорите тоа. И потоа председателот кој ќе победи, ако победи, ќе поднесе оставка, а он по устав станува трет мандат председател. Мислам неверојатно е така да оди целата таа гениозност на злоупотреба. Но види, Америка за жал станува сега, како кажам, као некоја, као Бразил за нас. Нешто така, они дефинитивно се повлекуваат. Тоа е, тука веќе да се нема дилеми од Балканот. Говори за Македонија? Да, не, зборувам генерално за нивната политика и кон Европа. Ова со Украина сега што го прават е крајно цинично и тоа се случи, ова со Минхен исто така има една коинциденција. 39-та во Минхен се случи оној Минхенски договор која Чешка ја делат и почнува тоа што почнува. Мислам, пак стварно е глупо човек да колку писмени работи имаат правено луѓето. И сега овие што се радуваат дека Украина губи територија, исто така, исто треба да бидат свесни дека ако тој принцип со границите се помери, дека поготово овие држави на Балканот, како што се ние, Косово, Босна, дека може исто така да бидат подложни на менување на граници. Па сега, не знам стварно кој од чива Не, види. Значи, граници секако ќе се менуваат. Тоа да немаш никаква дилема околу тоа. Граници, тоа може нема да се случи следната недела и следниот месец, но проектот е за менување граници. Не, имено тоа го зборува. Да се разбереме. И сега во таа една ситуација... Туку што ги менуваат границите на Украина. И во таа една... Значи, Украина те зборам, не за ова небитни некакви, како да кажем, некаква точка од држави која Македонија. Не влегува никаква диапазон. Меѓу другото, она со НАТО, дека нема да биде Украина членка, го слушав и Руте на коментар, не ни беше, тоа исто се наметна како еден спин опасен, дека Украина малте не влегува во НАТО, па Русија се исплашила и влегла да го спречи тоа. Нема врска, значи нема. Последната декларација е во Букурешт на истиот самит, каде и никаде што ги одбија практично одствено не се наоѓа. Борјан Трамп ги превзема сите аргументи и целиот вокабулар на Путин. Така е. Он говори кога слушаш Трамп за ова во Украина да го... Па тоа Джей Венс го кажува. Тоа го кажува Илон Маск. Нема потреба да го... Мојот оптимизам е, и бидејќи стварно се би одело по ѓаволите, дека ова е стварно, ама баш последниот историски повик за Европа да направи нешто. Од
тоа да го реализира кој што треба оној договорот се мало од кој 96-та почнат меѓу Ширак и Блер за правење на тој европски идентитет одбранбен, кој им беше тоа кој сватија така како една фина добро, имаме европски идентитет, но при тоа никој ништо многу не правеше. И види, и тука е Трамп сосема во право и тоа е супер, ми прави услуга. Кога им вика дека треба да ги покачат учеството во буџетот па и до 5, може би повеќе во овој случај. Бидејќи Европа не може да смета на ресурсите воени на Америка. Тоа е завршена работа. Сега е прашање што им викаат членот 5 во ред, ама има и член 3, каде што секоја земја има обврска да го одржува системот за одбрана. И сега и тука сме и ние во тоа, но кај нас нормално нема ништо што да дискутираме ние. Тоа што не интересира. Министерот за внешни работи во Австралија со диаспората. Ајде се ова кој може вратене, нема врска. На Минхен ако Сака, не, да. може би. Најавија дека Мицковски ќе оди на Минхен, што е добро што ќе биде таму. Се разбира. Бидејќи стварно таму се одлучува овој викенд, некако мене ми личи дека ќе се одлучи практично едината на светот и на новиот поредок. Сега мали земји како нас, како што рече ти, кои знаеме како завршуваат во нови договори и во некои нови јалти и така натаму, јас не знам како овде е за нас исто така последниот повик да што побргу, бидејќи и НАТО се релативизира сега ако американците вака се однесуваат. Така што и тоа членство во НАТО станува, како кажам, и последниот повик да стварно некако заокружиме државноста и она што е стратешка цел од почетокот на 90-те години и да ги почнеме преговорите со Европската унија да се циментираме во тој дел на светскиот поредок кој како така ќе доживува потреси и нема да биде лесно, но сепак Европа ќе биде еден важен фактор во тој нов светски поредок. Добро, како што знаеш, ја мислам дека ништо од ова што го збориш нема да се случи, бидејќи Европа не е во состојба додека не дојде. Реков дека е стварно да ласт. Слушај, денеска разговарав со еден пријател во Грција кој што не е кој било, значи сепак е во некакви. Грците се преплашени дека Трамп ги продава на Ердоган. Таму веќе постои еден таков страв, бидејќи Ердоган е стратегиски многу поважен за Трамп заради Сирија, заради сега тој блискоисточен контекст и така натаму. И во Грција веќе се водат огромни полемики што правиме сега човеков не истовари на. Сакам да ти кажам. Види, кога веќе го спомна Минхен на времето и Прешпарга и така натаму, сега ми текна дека види Јалта, па знаеш пошто кај може да биде решението. Види, не тоа, него Рузвелт присуствува на конференцијата на Јалта и после 2 месеци умира од мозечен удар. Така што, види, не е се безнадежно. Види, да ти кажам, да ги слободно да говори сега, треба сега да кажем. Пошто човеков ближи 80 години. Иначе, како што гледаш, се тоа геронтологија. Сакаш ли Ердоган, сакаш ли Путин? Путин е 72-3 години. Сакаш ли Трамп, сакаш ли Си Джинпинг, сакаш ли дека Орбан е млад, што дека и он нешто. Тоа се све тоа у наредни 5-10 години, но не знам да го следиш тој дел од ова лудило што се случува во Америка. Значи, види, има една цела паралелна дискусија за тоа како да се победи смртта. Значи, ова Илон Маск, има таму дваторица од Јужна Африка, дојдени сите се со демидж у главата, бидејќи сега да не отвараме кој што како и така натаму, обсесивно се врзани со бесмртноста. Што исто така една култистичко, па би рекол една фашистичка идеја на целиот тој режим на Хитлер, на нацистите и така, во потрага по светиот грал, или нацистичко толкување на Ниче за супер човекот и така. Значи, многу се води таа една дебата, значи, вака која ќе гледаш од страна, читаме, гледаме, се пражеш кај оди светов, мислам. Тоа е стварно една. Така што, Боријан, ќе имаме уште многу време да разговараме за овие работи. Ова што јас го гледаме дека веќе се зајакнува еден вокабулар, зависно тоа што ќе прави Трамп, дека можеби Канада би требало да стане членка на Европска унија. И тоа од двете страни се води веќе тој разговор, и од Канада и од... Не говорам за вака кафански разговор, ти кажам, Трудо беше во посета на Брисел пред 2 дена, за тие теми е разговарано.
Од друга страна, околу НАТО, знаеш, веќе ништо не може да знае што ќе биде, бидејќи американците се разбира клучниот дел и главниот двигател на целото тоа, но очигледно е дека ќе треба да се менуваат работите. Има само една среќна околност, да не забораваме на статистика, види, Германија веќе произведува 7 пати повеќе оружје отколку пред 3 години. Дали е тоа добро или лошо, remains to be seen, што вика, тоа стане да се види. Но веќе една машина се вклучува, која мене не ме радува, но може да биде одговор на оваа реал политик во која сме влезени со јалтанските критериуми. Единствената светла точка од целата работа. Види, не, светла точка, затоа ти кажам, Има друга, сакам да кажам кој е оптимизмот да ме. Не, ќе ти кажам кој е светлата точка. Да, ај кажи. Светлата точка е што е Русија не употреблива повеќе. Па, кон тоа оди, да. Не кон тоа оди, она е веќе таму. Она за нашите, за мојот и твој живот, она е веќе не употребува. На неја ќе треба реално 10 и повеќе години за да излезе од ова што самата си го приреди на целиот свет, особено на украинците. Русија во моментов има GDP кој што е негде околу 2 трилиони. Само да ти кажем за споредби како стоат, бидејќи овие па што не гледаат по коментарите, тука има, знаеш, русофили кои паѓаат од несвест. 2 трилиони од прилика колку што има Шпанија. А Шпанија е четвртата по големина европска економија. Значи, сакам да ти кажам сега како стојат работите, ако некој американците имаат во моментов околу 30 на трилиони, целата Европска унија има околу 20 и не ме држи за 22-3, кинезите имаат околу 23-4-5 трилиони. Русите се со 2 трилиони, тамо Путин всушност мислам дека не е заинтересиран за завршување на војната. Бидејќи кој ќе заврши војната во Украина, на него му почнува одбројување за неговиот пат. Бидејќи ова што сега ќе исследува на Русија, кога ќе излезе од овие вонредни воени услови, допре освен ако Трамп не реши да и надомести се. Веднаш да ги ја мислам дека ќе ги укине санкциите следниот ден. Пошто бидејќи види, Не, сигурно ќе. значи за Трамп се вели од ова што го сега веќе се формираат мислења дека или еден глупак невиден со еден алчен мегаломански будала. Другото толкување, другиот крајност на толкување дека он уствари еден фантастичен и еден брилијантен преговарач кој што ќе ги избори интересите Америка фрст па се друго. Меѓутоа, како и да го третираш, викаат, знаеш како, дека ова што го прави со Русија, наводно тоа што го препорачува во својата книга и така натаму, дека треба така да го заплиснеш овој со кој преговараш со предлози, да он уствари се изгуби. Добро. Види, сега ќе ти кажам апропо, види, знаеш што е интересно, он е стварно откачен, мислам, види ти ако видиш или можеби има некоја стратегија, не знам што, бидејќи пази, знаеш ли кој му е преговарачки тим, сега го кажа преговарачкиот тим со Русија. Да. Рубио е човек од неоконзервативците кој имал прилично остра реторика кон Русија и Путин. Шефот за национална безбедност е бивша зелена баретка, кој исто така За која го има за која се тврди дека е дупли шпион. Ја не ти кажам ја што тврдам, ти кажам во Конгресот што се тврди при нејзиното како си като сфеаринга ова што го направи херинг. Зборуваш за новата директорка на ЦИА? Зборувам за новата шефица за сите служби за безбедност. Ова Габард како се не, да, зборувам за советникот за национална безбедност на В, не знам уште. Не е ни битно. Добро. Тие може ќе бидат уште 2 недели па ќе дојдат нови. Тој е човек кој го има критикувано Бајден што е премек, што преспорек со помошта на Украина. Така што тоа е све каша попара, но како и да е, види. Европа се поздравува со Америка. Тука тоа е известно. И сега пак ќе ти кажам една добра, Канада, знаеш кога Путин кога го сакаше да го разедини НАТО, па им ги донесе Шведска и Финска. Канада се приближува. Во Велика Британија е сериозна дебатата околу тоа како британците да се JD враќаат. Вест денеска што им каже на британците, тоа да се чудиш. Да се Ми да враќаат приповали од кон неју. Друго, има преку Данска, преку Холандија, Вашингтон имаше и како влијание во рамките на ЕУ, зборувам дипломатско. Ова цунами од Вашингтон просто мобилизираше на кохезија која е незапамтена во Европската унија, барем
не во некој блиско минато. Така што Сашо види како да ти кажам, пак секој е лошо за добро. Види, секој е лошо за полошо. Тоа да се разбереме, мислам, тоа барем знаеме како се случи во историјата. Јас гледам дека се повеќе десничари напредуваат во Европа, тие се воодушевени од Трамп. Крајната десница е пред големи победи годинава идната година. Мислам дека светот ќе мора многу да му се случи полошо и тоа, бидејќи Трамп ја прогласи практично Европа за најголемиот противник свој. Значи, ние не гледаме една буква да каже за Кина, а во Путин е влюбен. На Путин му е пудлица, види, реално е пудлица на Путин. Значи, кој е четвртиот? Дури Индија ја критикуваше со многу воздржани зборови. Значи, него му е фиксот на Европа, бидејќи Европа е се што не е. А би сакал да биде. Не би сакал, он сака да биде Путин. Така е сетиран да биде. Значи, он ја мрази Европа од дното на душата, бидејќи тоа се либерални вредности, права на малцинства, права не транспарентност, антикоруптивност и така натаму, он е се спротивното тоа. И он просто се гледа на такви, значи човекот е 80 години, дедо би бил за дом старачки. Се гледа како му извира една, па дури и со неговата сопруга. Мислам дека не знам сега тоа психолошки како да го третирам и така има и за тоа би можеле да водиме. Ајде да не влегуваме се тоа и тоа би го коментирал. Значи, сакам да ти кажам дека сега за сега главните политики му се насочени кон ништење на сите демократски сојузнички западни земји со кои Америка 80 години градеше дека практично не Европа не ги споделува вредностите кои ги споделуваат. Реално би можела за уште едно 2 сати, а и треба нешто идната недела. Види ова, знаеш како секој се баја како ќе станеш има некоја огромна глупост најмос. Сега од денеска од Михеска сите чека фала Богу. Почнува се одмотува тоа едно клопче во кое се што ќе видиме и се разбира, ќе коментира. Јас Боријан би сакал да бидам многу во грешка за ова што ти го контрирам, бидејќи ти знаеш дека јас спомнав Европа веднаш. Јас пак дека тоа е диалектика, Сашо, процес. Секој е добро за лошо, мора да паднат, работите да се. Прашањето е кој е ударот и која е штетата од ударот. Тоа инаку како да кажам, не може ова како? Сега види ти кажам, ќе ти кажам каква е рефлексијата, тој со тоа ќе завршиме бидејќи имаме и гостинка во студиото со која ќе продолжиме. Како тоа се рефлектира во Македонија? Види Борјан, под импресија на сите овие хаотични настани, одеднаш македонската влада, одеднаш Мицковски и неговите коалициони партнери вадат на дневен ред менување на химна, менување на грб. Мислам, тотално, валда ако ги прашаш луѓе во што им е приоритет, па можда би дошло по 268 приоритет. Не. И сега, ама види, не се ни свесни во што влегуваат. Па ако не се свесни е добро. Види, не е добро, види, не е добро. Дека се свесни, тоа ме плаши. Свесни се, ама мислат дека ќе може да го контролираат. Значи прават заради тоа што заглавија по сите основи, не се они виновни за се, но заглавија и не се гледа дека имаат добро. Сега прават една таква димна завеса. Борјан бе, па јас и ти памтиме минимум 40 години назад. Па ова знаеш ли колку ќе не кошта, како ќе го платиме ова? Па сега се засилуваат, па сега влендава изјави, па сега таравари, па сега Мицко, па толкување, па га и социјални мрежи, па тоа. И сега ние ќе почнеме да разговараме за тоа каква би химната била и дали во грбот, не знам што сакаат грбот. Да ги анимираме сите линии на раздвојување. Кој после може некој да дојде и да ги формализира. Мислам дека е тоа резултат на ова што ни доаѓа од Вашингтон. Се плашам дека некој свесно го прави ова. Тоа се плашам. Ако е несвесно ќе се некако реши работата. Но ти оваа тема во овие околности, во овој земјотрес, каде што ти скоро до епицентарот си. Ако некој го чита Трамп на начин да знае повеќе од нас, тогаш само да подсетиме јавност дека ние во јалтовските поделби кои што Трамп ги форсира, одиме со Србија без албанците. Тоа да им е јасно зашто збориме на луѓево, да не мислат не ни читам коментари што коментират дека ова вака една кафански муабет што си преме. Значи да им е јасно. Ако ова се случи да продолжи во овој правец и меѓународно и ова што го прави владата, јас ти прогнозирам дека за 6 месеци ќе излезе некоја ново ману, ова постоечко, пак со карти, пак со граници. Види, не сум сигурен дека оваа нација има капацитет да за само 20 на години повторно помине низ таа лекција на начин да се спаси на
2 метри пред провагијата. На кратко, шансите во историјата не траат совекови, тие се неколку декади, веројатно. Колку трае една нација која користи таа прилика во историјата, или не, така што добро. Оти на крај ќе дојдеме до тоа да овдека Трамп ни предлага да правиме, ама ние немаме морска обала. Иначе ќе предложише да правиме овдека, како се вика, азурна обала, нели, за палестинци. Нешто ресорт ова, ресорт, нешто така. Ништо са што евентуално студентите ако од Србија ако не Еве и да тоа да ти кажам дека како што поминуваат неделите, студентите многу мудро го прават тоа, се уште мислам дека новија линии на кои што разговараме, бидејќи тоа е бунтот на студентите, бунт против трампизмот. Имено. Ова се што е Вучич е сонот на Трамп за Америка. Надеж студентите да направат затоа мислам дека немаат шанси, бидејќи Вашингтон и Трамп стојат 100% зад Вучич. Така. И сега може да влегуваме у тоа разни анализи, меѓутоа да се спротиставиш на таква ламја, да ти имаш цела америчка администрација и надворешна политика, па и во нашиот случај исто така, која стои на страна на злото, тоа и практично судирот за тие вредности за кои зборува Венс и дека не се не сооднесуваат со европските, односно европските со америчките, се практично фронтот е во Србија. Ако гледаш. Да. И не види да се изведиш од тоа. Ако таму пукне тоа ќе процепот ќе многу брзо доаѓа до кај нас. Сме биле на Мюнхенска конференција, не знам дали си бил, јас сум бил и така. Види, дојде Венс, кој инаку не е за подценување по интелигенција, по образование и така натаму, тоа барем Венс не е. Трамп е секако у таа смисла трета лига. Со таква една ароганција во салата седат министри, премиери, председатели. Не можам да ти кажам кој се седи во салата на Мюнхен. Добро, ќе кажеш, таква е природата конференцијата. Се постави како губернатор на Сибирска провинција кон Европа. Да. Мислам дека ни овие губернатори Путин што ги праќа таму негде на Камчатка, не беа толку дрски и арогантни колку што беше Венс во сред Мюнхен. Со порака ја ова го кажа. Ако дојде Трамп, рачунете што ќе ви каже. Да, така е. Тоа е прилика. Добро, Борјан. Сега имаме, например, ево, вие некои меѓународни репери, Transparency International, рецимо, дали нешто ќе значи во иднина ваму си, таму си, на ова место, на она место. И може да се врземе на таа тема со нашата гостинка, представи се. Нашата гостинка денеска е Билјана Ивановска. Билјана, добар ден, добро вечер. Кој како не гледа, некој ќе не гледа наутро. Која што до неодамна, колку помина, година дена помина? Да, година до пред година дена беше председател на ДКСК, Државната комисија за спречување корупцијата. Едно од ретките тела кој е во македонската демократија, говорам за 35 години назад, веројатно не сте единствено, ама сте многу ретко, кои што бевте избрани по сите узанси на демократски принципи, јавни дебати, политичка, како да кажем, зрелост и така натаму. Што не се случи со вашите наследници, се разбира, односно делумно да, ама делумно не. Сакавме да ја поканиме Билјана, Билјана може на Билјана, нели да не биде се госпожи Ивановска, ти се знаеме доволно. Сакавме да ја поканиме Билјана, бидејќи мислам дека јас и Борјан дека разговорот за тоа не само под импресија на овие пад до 12 места на Transparency International листата, јас инаку за таа листа имам своји критички некакви согледби, кои не се нови, тој се со години, бидејќи перцепција и од транспарентност, тоа го кажем така. Но да расчистиме прво за тоа што мери како перцепција. Малку луѓе знаат дека Transparency листата не се базира на општа јавност. Значи, тоа не е перцепција во јавноста, тоа е перцепција на квалификувана јавност. За создавањето на оценката се права големо истражување во кои учествуваат квалификувани луѓе врзани за корупција, антикорупција. Значи, правници, суди... Нивна перцепција, Нивна перцепција, не е перцепцијата на населението. Ама тоа да го расчистиме од овде кој ќе се каже, тоа народот секако може има и полоша перцепција, ама сакам да кажем дека ова се должи на квалификувана оценка на времето за Македонија беа во тој тип на круг на консултации, па може би и 100 луѓе. Сега да не, одамна веќе не сум се занимавал со тоа, ама секако десетици и десетици.
Билјана, како го толкуваш овој пат од 12 места? Ти власта рече ова е се за остаток од претходната влада. Па секоја власт нешто кажува, или се фали, или ќе каже за остаток од претходната власт. Сметам дека треба сите еднашка да застанат и да сватат дека корупцијата е зло кое што не допира сите без разлика дали е некој на власт или е во опозиција. Прво тоа. Значи во кашата сме сите. И не убива, ако што и не можеме да убива видиме сите во и не треба да си ја Нови префрламе Сад. топката, затоа што се дека ја префрламе топката налево надесно, тоа е декларативна борба против корупција. Минатата година пораснавме за 9 места или како беше, ама за исто поени. Значи тогаш пораснавме за 2 поени, сега се намаливме за 2 поени. На кое место ќе се рангираме зависи од општото обкружување, нели каква е состојбата и со останатите држави. Значи не би го гледала толку местото колку што би ги гледала поените, колку се поените, значи не е некој кузне каков пат. Меѓутоа, на што се должи падот? Падот се должи на донесување на измените на кривичниот законник, за кој што и власта сегашна и власта претходна се криви. Да не си мачкаме очи дека го донела претходната власт, меѓутоа го донела затоа што и дозволила оваа власт со обезбедување на кворум. Да прецизираме, ако смеам во тој случај, За значи законот, тој отиде на предлог на претходната власт, а најмногу од тие што беа ослободени се од оваа власт. Значи еден валкан договор помеѓу претходната и оваа власт за сега тоа би била друга политичка анализа зошто тоа го направи. Пред 2 дена исто коментирав за ваши колеги новинари и кажав дека едните и другите се однесуваат како сложни калугери у петок мрсат. Буквално така. Затоа што не е борба против корупција само кога си во опозиција. Значи борба против корупција треба да ја сватат сите, и тие од позиција и тие од опозиција. Се додека се вака поставени кај нас работите, ја не гледам тука цврста и вистинска борба. Ке ви кажам краток пример, кога се донесе националната стратегија за борба против корупција во собранието, беше поздравена и добив многу добри позитивни коментари и од власта, тогашна и од опозицијата, значи од сите партии кои што имаат представници во парламентот, и се изгласа националната стратегија. И туку еден коментар од некој од пратениците рече: "Абе се убаво, ама ова кога ќе се примени?" А вие сте тие кои што треба да дадете придонес за применат. Прво. Второ, не поминаа 2 месеци, иако во националната стратегија ние го критикувавме донесувањето на законите по скратена постапка по европско знаменце, не поминаа 2 месеци, носат во собрание закон за правен статус на бесправно изградени објекти. И позиција и опозиција здружени сите. Значи, интересот е вечен. Се додека нашиве функционери, политичари, представници работат за својот интерес, а го забораваат јавниот интерес, еве ова што се случуваше и со патните трошоци, се тоа показатели дека единствено е битен личниот интерес, а не јавниот интерес. Нема борба против корупција. Меѓу другото, што третира извештајот? Извештајот третира каков е односот со јавните средства, злоупотребата на јавните средства, како може бизнисот дали може уствари бизнисот да просперира во државата без подкуп и така натаму, односно како функционира власта, бидејќи корупцијата по дефиниција се наоѓа во власта, бидејќи власта располага со државните ресурси. Прашањето е како? Ако ми тоа дозволиш, сепак би сакал да пречи ова, мислам, јас да не се разбереме погрешно во ничија одбрана, но ова дека сите се исти. Билјана, сепак, вашата ДКСК, како и она на Сладжана Тасева, кои беа формирани во едни други политички околности, вие, например, бевте многу често на медиум. Мојот принцип беше дека јас, значи кој ме повика и кој ме праша, јас сум должна да одговорам. Во ред. И од друга страна знаеме состави на државни изборни комисии кои просто се сведоа на анонимуси кои, бараат, им треба ова, им треба шофери, коли, дипломатски пасоши и така натаму. Исто така битно е да се запамети во некоја каква таква историја дека демократска, дека имало избор
на членови на ДКСК, како што се случи вашиот избор, односно со јавна презентација на вашите планови, идеи, програми за работа и така натаму, што е една вака демократски квалитет. И сега имаме една ситуација кога ДКСК, ја не знам дали прво, како оценувате работата на оваа ДКСК? Видете се, секој има свој начин на работа. Значи, нивниот начин на Не работа е интересира мене сосема... методологијата со која работат. Мене ме интересира нивниот импакт и ефикасност во однос на борбата против корупција. Па добро, еве сега ќе го кажам моето гледиште. Секој има свој начин на работа. Нивниот начин на работа е многу различен од нашиот начин на работа. Во што? Ви кажав се. Па не. Значи, вие сте... што да ви кажам? Диана, Ако сум мислела дека така треба, ние така сакал да ни кажеш многу уствари поексплицитно од ова индиција што ни ја даде, разбира дека Што ти разбираме. пречи, Билјана? Што Се разбира дека разбираме што кажеш. Недоволно се транспарентни, Значи, прават некакви злоупотреби самите они, политизираат политиканство, ова е подкаст политиканти, така што на Инфомакс, така што Вака се, јас не сум таа што треба да давам оценка, Добро. класична оценка за работата, Па зашто па да не? Па добро, не сум таа, значи немам такво Па властување. си квалификувана, Сум квалификувана, како меѓутоа интелектуалец, како и да е, со тоа што кажувам дека нивниот начин на работа целосно се разликува од начинот кој што ние го воспоставивме, кој што беше позитивно оценет од Европската комисија, кој што ги поправи оценките од на предходните состави што ги спомна Преска, нели? Како се однесувале дека постоела функционално зависна од политиката комисија и така натаму. Значи има, видите ги извештаите на Европската комисија, ќе видите какви Да, оценки. пратиме. Значи ние се обидовме преку транспарентен, непристрасен начин кој што тоа да треба, го промени. кој што треба. Кој што треба. Релативно се разбира. И вие учите во од Нивниот начин прво е многу затворен, за да коментирам било што, треба нели да се навлезе внатре, се види што се работи. Они работат многу затворено. Ова што излегува во јавност, неколку случаи, еве да го коментираме случајот, ако сакате, за директорот на АНБ, така? Тој случај го работеа, што мислам дека направија серија грешки. го работеа, ај кажете кој? Значи, работеа случај, дали директорот е Ги учествувал, задоволува. ги задоволува условите. Кои грешки? Ги Да. прво излезе одлука со архивски број 09, што значи дека тој предмет се работел во одделение за судрен интерес, а тој предмет е од аспект на корупција. Дали ги задоволува условите Видиш, или тоа не? се детали кои ние, Грешка например, не во ги чекори. знаеме. Грешка во чекори. Прво грешка во чекори. Да. Второ го работи член на комисијата кој што сите знаеме дека предава на тој универзитет. Да, тоа беше скандал, да. Што не сме да Значи, си го дозволи она комисија. дали е во наставниот кадар дел или не е дел, па избриши, па врати, па све, тоа е подценување на интелигенцијата на луѓето, нели? Беше на списокот, па ја избриша, па ја вратија на списокот, па кажа дека за безпари работела, што отвара нови сомнежи, како може за безпари да се работи, односно се работи за нешто друго, така ли? Така е. Па потоа од друга страна излезе, не знам, не се одговорни да кажат за сертификатот, од друга страна имаме ние две осудени лица за таков сертификат, што се случи понатаму со тој сертификат, нели? Па не знам, дала изјава дека има судир, дека сака се повлече, па комисијата и рекла не, нема што да се Седите, имаш судир, ама седи. што нема никаква смисла, заради тоа што секој има лично право да си каже, јас овдека се повлекувам, имам судирни интереси. Комисијата нема право да реагира во тој дел, они се најдоа во небрано да кажат, она кажала, ама еве сега, нели, значи тоа си има една низа вака грешки во чекори и на крајот гледам во објавената одлука дека стручната служба не е подпишана. Биљана, Не е искрено. подпишано. Да, Биљана, искрено. Ова, стварно мислиш дека се грешки? Па шо се? Да не Нема се, друг сака спор да за каже тоа. Боријан, да не се смислени политики. Мислам, јас не навлегувам понатака. Ама не, Значи, кога ќе се направат, видите, момент ми е во многу интересно. во ревизија имате вака, во ревизија имате грешки кои се делат на намерни и ненамерни грешки. Добро, ова е каква? По мене ова е намерна грешка. Намерна грешка кога се прави? Значи знаеш па ја правиш грешката, не ти недостига знаење. Туку знаеш и ја правиш грешката,
Зошто? Затоа што или ти имаш интерес, или имаш некакво влијание. Ова сега принципиелно го зборувам, Не, а што е вистината не знам. Те со внимание те слушам како внимателно бираш зборовите, што мислам за поздравување се разбира. Имаме еден впечаток, ти коригиреме. До скоро, до есенва, па тоа беше такмичење во јавноста кој повеќе ќе ја критикува владата. Сосема во ред. Бидејќи, како што рековме, минатата влада не беше добра. И тука немам збор. Ти фали ли тој шум, таа фреквенција на критика сега? Значи, зборуваме за влада, зборуваме за чија влада, зборуваме за атмосфера во граѓанството, кој би требало да е некаков, како кажам, Чекај, сакаш да некакво имплицираш, гнездо сакаш да имплицираш дека нема атмосфера во јас? Нема штам. Јас да ти кажам, не Кои се се темите? Па еве види да ти кажам, на пример. Ја не го ни знам човекот, но овој Левков ги се викаше овој пратеников. Види. Значи таа непристојност да се земат 2.300.000 денари, значи кој 35-40.000 евра за дневници од тука до Кочани и назад, при тоа мислам дека човекот има и стан во Скопје, сега веќе не памтам и така. Мислам дека тоа во јавноста одекна како експлозија на бомба, Борјан. И мислам дека сите што требаше да реагираат во јавноста се искажа. Имаш еден медиум, Инфомакс, кој оди снима, ги објави сите и потоа имаше по социјални мрежи. Како што знаеш, така Инфомакс на тај МК не ни се појава воопшто. Во право си, ама мислам дека тоа не остана скриено. Истражувачите сега работат за организиран криминал на Ама истражувачите видовме ама истражувачите видовме за кои пари трошеле за што. Не, Сашо, има еден амбиент кој просто мислам дека граѓанството треба да биде подеднакво гласно, критично, дали повеќе, помалку или ваке, во една константа. Само тогаш има општество и Добро, зрела демократија. како ти е тебе импресијата? Има ли реакција на тие? Мислам дека фали. Фали. Мислам дека недостасува. Да. Мислам дека недостасува. Тоа ме чуди просто. Значи, можам... ќе има поголема реакција кога ќе има и поголема свесност кај луѓето. Значи, ние уште сме како народ. Аман каква свесност, па ова ако што не знам што треба да се случи, да ни падне нешто метеор на глава, нешто што треба. Нема, мора да се разбудат луѓето. Мора да се разбудат луѓето. А сега да беа луѓе во, како мислам, малце по ачик, требаше да се нацртаат пред собрание кога се гласаше на левица предлогот за патните трошоци, ајде ги видиме народните. Јас мислам дека луѓето имаат дигнато раци, а не дека не знаат што се случи. Ама не иде мислам тоа. дека доаѓаат до ситуација во која викаат, види, ништо веќе нема смисла. Да, меѓутоа секој Џабе прави. ќе се собираме. Ама секој го прави тоа што му се дозволува. Кој им дозволува на политичарите го прават тоа, ако не граѓаните? Колку е важно Ако не граѓаните. граѓанската зрелост. Чекайте бе луѓе, туку што ги избраа пред 7 Ама без месеци со разлика. 58 пратеници на тема антикорупција. Добро. Така? Добро. Сега, Ама како да тоа кажам не се? значи дека е завршена работата. Мора будно око. Мора будно око. Што мислиш, сега те прашувам веќе и со едно одлежано искуство и со долгогодишна кариера, не конечно само во ДКСК и така натаму. Каква е перспективата со нашата антикорупtivна агенда во државава? Не би рекол во држава, во општеството. Доаѓаат ли некои генерации кои ко тоа имаат различен третман? Јас веќе не се ни чувствувам, немам веќе никаква свежина на овие теми. Бидејќи се утепавме од зборење 40 години. Има ли шанса за земјава дека можеби некоја наредна генерација поинаку ќе... Секогаш има шанса. Јас сега ќе тргнам од помладата генерација, бидејќи како дел од проект во ДКСК имавме проект Бидете херои на честноста и одевме по основните училишта. Добро. Значи разговаравме со дечења од некое 7-8 деление, 9-то, кај што се учи граѓанско општество и каде што се зборува за темата корупција. Значи такви имаше зрели размислувања од страна на децата, што возрасен треба да се стави прст
Тоа е надежда значи, кој тоа е деца во надежда, Србија. јас верувам дека може нешто да се направи. Гледам коментари кои викаат Билјана, каков народот е, се ајде да не читам што се кажуваат. Не гледам верба дури во вие што четираат на нашиот канал дека луѓето имаат верба дека нешто ќе се Ама менува. кој треба да дојде да ни среди тука, ако сами не засукаме ракави? Не. Кој ќе дојде? При тоа сите се познаваме и Билјана може да го потврди тоа. Ние сите како општество до еден, сите живееме, ние сме во корупција, во луп на корупција. Сите сме ние, знаеш ли, дај ми број да му се јавам на оној, дај ми број да... Значи, тоа е ментален склоп веќе. Тоа е просто... Тоа е ментален склоп. Ама тоа мора да се чисти. Луѓе, разберете дека ова ни е рак на општеството. Ова нема тука позиција, опозиција, леви, десни. Добро, тоа значи ли дека ова што сега владата се обидува да направи со упад во судскиот совет, со упад во обвинителството, дека за тоа има право? Ако иде по истиот начин, не промени закон, значи истото системско решение го употреби, ја не гледам дека тоа води кон нешто добро. Затоа што тоа ќе биде, ќе се симне еден, ќе се качи друг. Односно нема да бидат вашите, ќе бидат нашите. Може да има просперитет кога ќе се промени начинот. Кој е тој истакнат правник? Што се подразбира по терминот истакнат правник? Заострување на критериуми. Јас мислам и секогаш го кажувам тоа и се уште тврдам дека единствено само професионалци може да ја извадат земјата од кал. Добро, кога зборуваме за корупција... Професионалци секој во својата дејност. Секој во својата дејност. Не може фризерката да биде во ЕСАМА, не може не знам кој да биде, ме разбирате? Разбираме како не, еве сега во август се формира нов совет во кој што веројатно има 80% од луѓето кои немаат поима што е Епа сега, значи што тоа е не го агенција за значи тоа не медиумите, го немаат поима. Значи се уште се партизирано се дела директорски места. Се уште партизирано, се уште институтот веде директор се злоупотребува. Значи не еден ние во ДКСК работевме на повеќе такви предмети со веде директори. Абе 11 пати веде директор, бе тој и 2 мандати истерал како веде директор човек. Кај го има ова? Да. Значи не може така. Билјана, кога зборуваме, кога се бидејќи актуелно обвинителството, во која мера обвинителството е проблем во решавањето на, решавањето, во помакот, Во голема. однос на Во голема мера. Што е проблемот кај нив? Вака сега, ќе спомнаме една анализа што ја правевме заедно со мисијата на ОПСЕ, каде што беа анкетирани судии и обвинители. Судиите ги кажува своите ризици, нели, кои се ризици од корупција во тој сектор. Меѓу другото, спомна како надворешни ризици, ги спомна јавните обвинители, нивната поврзаност со адвокатите и така натаму, нестручно направени јавно обвинителски акти и слично. Што сметам? Сметам дека ако државата определи дека тема број 1, приоритет број 1 ќе биде борба против корупција, ќе му овозможи на тој сектор максимални ресурси. Тие први инкубурат. Прво, со човечки ресурси. Второ, немаат автоматизирани системи. Па вие знаете дека во обвинителство се уште предметите на рака одат. Ова ќе го работиш ти, ова ти. Па предметот за холидеј отиде кај некоја си обвинителка дојдена од Струмица блиска на поранешниот премиер, се изградија кулите готово. Иако се беше спротивно на закон. Значи се иде на рака. Нема автоматизирани системи. Ако владата се залага дека треба да се зајакне тој сектор, прво ќе му овозможи услови. Технички услови ќе му овозможи. Тие бегаат од компјутер како ѓаволот. Нема врска промената Јовевски, не овој ваму се ќе дојде, овој ќе си оди. Мислите од кадровски аспект? Ова сега што се случува со обвинителство е политика или е обид за борба против корупција? Мислам дека имавме ние избор на Абази кога беше нели кога гласа обвинители. Значи тука гласа самите обвинители. Мислите дека тоа не беа борби на влијанија? Очигледно дека беа борби на влијание. Така, значи каде е свеста на луѓето? Да, ма Билјана, јас знаеш како во последните 10 години, практично после падот на Груевски, бидејќи сите бевме шокирани од начинот на кој што тие влијае во судството, до тефтерчињата и така натаму. Јас веќе не знам, ја не сум никаков експерт за право, но веќе не знам кој систем на избор на суди и на обвинители би го поддржал. Дали треба да се гласат меѓу себе, дали треба да се гласат на општи избори, дали треба да ги именува владата, дали треба собранија. Ја веќе не знам, бидејќи се пробавме.
Мислам дека баш се пробавме. И пак, пак не сме... Ево, обвинителите го бира обвинителот. Значи, тоа знаеме. Ама добро, сега видиш во законот дава можност демек владата да даде предлог за промена. Зошто? Нели е независна оваа власт? Па имено. Зошто? Значи законското решение, значи тука треба да се направи една апела на тој закон и зошто извршната власт да има влијание врз судската власт. Сега збориме принципиелно. Тоа е ова Не што видно. студентите му викаат на Да, Вучич, да. ти бе Мицковски ниси надлежен. Ама ја еве, Ама не, ти си кај нас, надлежен. например, Има за тоа во законот стои. Да, така стои во законот, ама не е во ред. Ја не сум правник, пак ќе кажам, ама ми нема логика. Ми нема логика ти, ако сум јас судска власт, јас треба да работам независно. И друга работа, кај нас, судската власт е уставна категорија. Судиите се бираат, нели, без временско ограничување. Работат независно, работат самостојно. Абе, луѓе, што требаше да се случи самите да се згазат за да дојдат до ова ниво на доверба? Што ако не отсуството на интегритет? Мислам дека тоа е основниот разнишен темел во нашето општество врз кое што ние треба да градиме систем на вредности. Знам, Билјана, ама и кога слушам председателката на државата, која сега најде да зборува дека судската власт се скандал мејкери, патен бе речен првиот голем скандал на оваа власт беше токму неа. Таја со комисијата за помилување. Тоа се заборава, тоа да поминаа 2 месеци, она веќе мисли дека нема врска со. Не ми изгледа добро за здравјето на демократијата да сега председателката на државата, која патен биди речено уште и уставен професор, нели од тие повидените и така натаму, да она сега порачува дека дури свака со една иронична, цинична нота, дека судиите би морало да си поднесат оставки, иако собранието нема право да ги смени и така натаму. Јас самиот веќе не знам дали треба да инсистираме на немешање по цена да се резултатите и лоши, или треба да инсистираме на мешање кога некој ќе процени дека резултатите се лоши. Значи, ако има лоши резултати, ако има дебело образложение дека некој злоупотребил, ја злоупотребил функцијата, направил, не знам... Еве, веднаш ќе ти упадна, види, дебело образложение. Еве сега ќе ти кажеме многу актуелен случај. Кажи го на Дуи подпредседателот на владата. Груби. Артан Груби е веќе прогласен за не за виновен, туку мислам за смртна казна дека треба се. Уште се води предистражна постапка. Значи сакам да ти кажам ова што ти го говориш, ако се докаже, нема овдека време. Овдека те судат денеска од 9 објавуваат, ти до 3 попладне си веќе осуден. И едноставно меѓу реалноста и процедурите, види, политиката Мицковски главно се жали дека, видите, тоа јавното обвинителство неќе да гони. Јавни обвинители со кои јас разговарам вели дека за море од предметите што ги добиваат, особено од МВР и така, нема елементи за гонење. И сега е ова една политички пинг-понг у кој денеска ќе излезе министерот за не знам што ќе каже, еве во моето министерство 3 кривични пријави дадовме. Јавниот обвинител вика, бе, слушај, на основа на што да го судиме кога нема во нив елементи за кривично гонење. На тоа излегува вика, видите, јавното обвинителство неќе да гони. И сега, како е, фатени сме во една... Значи, вака се, во интерес на истрагите, не треба да се коментира премногу, додека не се докаже тоа што треба да се докаже. Исто така, во интерес на јавноста, предметите треба да се работат многу побрзо. Она што не достига кај нас, ние многу често зборувавме како да се унапреди соработката помеѓу ДКСК, ДЗР, обвинителството и така натаму. Значи, кога веќе две институции, пример, ДЗР и ДКСК, изработиле одреден предмет, направиле досиеа со документи, истражиле се, процедурата на обвинителството е повторно да тргне од почеток. Значи, може да се и законски да се направат подобрувања, да се скратат тие постапки во интерес на јавност. Кажувавме примери, дека во Италија, на пример, после на одите на ревизорот, од една страна обвинителот седи од друга судијата, дека има поскратена постапка судење на тие што злоупотребиле државни средства, државни ресурси и така натаму, каде што ревизорот открил на кај нас немаш тама е. Значи, ние самите си подкопуваме тлото на кое што треба да седне. Билјана, преска зборувавме овие за овие геополитички меѓународни односи.
американците, како што реков, водат USA, ТВ се повлече. Предпоставам дека и ДКСК има користено Ту програми. нас USAID колку ни помогна. Именно. Тоа луѓето не разбираат дека таа помош. Не разбираат. Воопшто се радуваат што нема USA. Да. Значи, ја не можам да опишам каква помош на почеток добивме од USAID. Уште ќе беше добро и софтверот да ни го обезбедеа за анкетните листови, меѓутоа нели тогаш Значи, завршите државата не, инаку би требало државата да ви помогне, не, USA ти помага, друга држава. Во тој дел сме разговарали, па веројатно ќе разговараме бидејќи Ама тоа е и политички став на државата. Го оставаме ова да се бави USAID. не го оставаме. Државата- па не не го ни интересира третираме. регулаторно Да, независно да, тело. да. И кое меѓу другото го чува USAID, ти предпоставувам, нели, калето, малето, како што го велат, тој фактор го нема. Веќе го нема. Колку Европската унија е некаков фактор во приказката и колку одењето на Америка од тоа ќе го ослаби или можеби, не знам, засили влијанието врз процесот на борба против корупција. Мислам дека таа поддршка многу ќе недостасува, што беше поддршката од УСЕД, многу ќе недостасува. Има и средства нели и од Европската комисија, меѓутоа процедурата и одобрувањето на тие средства е многу поспора од ова што беше од американската помош. Таму некако побрзо ни одеше, да речем, макар што нели проектите со Европска комисија се пообсежни, поголеми, подолготрајни и нормално треба повеќе време додека се реализира, додека се одобрат. Целиот процес е подолг. Тука имавме ние на кратки чекори поддршка која што многу значеше. И мислам дека тоа многу ќе недостасува. Ова е во финансискиот дел. Околу политичкиот, дипломатскиот притисок врз целиот систем, како оди, како се движи системот за борба против корупција. Видете сега, тие поддржуваа многу, па ваши колеги многу беа поддржани да можат да имаат независно истражување, независно новинарство и така натаму. Сега не знам како ќе оди тоа, мислам дека ќе биде многу тешко. Тоа се повторно финанси. Дали во политичкиот, дипломатскиот дел имавте сојузник, во наречеме американците? Во однос на вашите односи со владата и така. Не. Не разбирам како да имаме сојузник. Со други зборови, зад затворена врата, дали на ваша молба американскиот амбасадор или амбасадорка му заражал на премиерот во врска со одредено прашање. Значи, нешто што не се... Не, вака се. Ние имавме проблем, сите знаете, дека имавме проблем со обезбедување на просторот. Да. Така? Значи, тоа беше најголемиот проблем, што 3 години се влечеше во комисијата. И за тој проблем јас ги запознав не само американската амбасадорка, него сите амбасадори и европски амбасадори што беа во државава, бидејќи тие си имаат своји брифинзи со владата на, не знам, со временска динамика, дали неделно или не знам како, и кажа дека тоа тоа прашање ќе го покренат во владата и така тоа прашање и се реши и потоа јас давав отчет секоја недела неколку пати поред до кај сме, што сме, ми поставува прашања, до кај сте со стратегијата, дали во собранието, затоа што беа закочени процесите. Завршени од наша страна, таму беа закочени. Ама тоа е прашањето, ама не е тоа само од USAID. Него воопшто. На страна USAID. Билјана, воопшто. Си размислува за политичка кариера? Па не толку. Ама одговорот е балце, па не толку. Не. Зашто не? Не ли говориме за тоа дека вистински луѓе треба да се фатат за вистински промени во општеството? Јас сум, како да речем, јас сум работник, сум професионалец и ако најдам на нешто каде што може мојата професија да дојде до израз и да го дам својот придонес, ќе се нафатам на нешто, ама не да зафаќам некаква страна, затоа што како да ви кажам, некако сум многу разочарана од партиите. Прво, никогаш у живот не сум била член на партија, ама сегашниве партии некако премногу го нагласуваат интерес. Во четот има инаку и прашања кои на тоа се однесуваат. Вика, дали она слушала партиски насоки, дали ги се јавува? Не. Мислам дека тоа беше јасно
И дека ние притисоци, па на отворена сцена се боревме со тројца вице-премиери, вие знаете. Да. И со Маричич, и со Грковска, и со... Билјана, тоа е еден од проблемите кога говориме за јавното обвинителство. Ја не слушнав обвинител кој ќе излезе и ќе каже: "Слушај бе, господине премиере, ја тебе не ти се мешам у надворешната и економската политика, немој ни ти мене да ми се мешаш да ги покредувам предмети." Не слушам тоа, него слушам едно тоа се различен вид на луѓе од колку што се бираат во ДКСК. Мислам, ќе разговараме за интегритет. Знам многу обвинители. Јас мислам дека тие луѓе имаат интегритет. Ама не слушам дека некој од нив ќе излезе и даде интервју во кој ќе каже се извинувам. Го слушаме сега тој притежа, јавноста има право да дебатира, но нема право министерот да се меша во нашата работа. Видете, она што може, еви да речеме да нема такво мешање, она што требаше да го обезбеди државата беше интероперабилноста. Што подразбира тоа? Да може да се следат предметите до каде си, во која фаза се обработени. Тоа требаше да овозможи поврзување не само на ДКСК, на обвинителство, на судство и ти треба да го следиш предметот, ти ќе знаеш во која фаза. И нема потреба. Борја небе, за Илон Маск разговаравме пред две емисии. И нема потреба за Artificial Intelligence, Билјана вели дека немаат уште систем за да ги поврзат документи. Неверојатно. Па добро бе тоа, дали е тоа значи, што они не знам. немаат автоматизиран систем за распределба во обвинителството, а во судството нивниот систем видовме како работи, нели? Како се местат. Што се случи проекти куп, само слушаме проекти за реформа, модернизација. Добро ништо нема пенкало, нема па баш све и веќе шоливни места, ја не знам на што се дадоа парите. Што е проблемот? Значи, А оваа приказка дека обвинителството нема услови, судството нема услови, ја слушам од 90-ти години. Да, ама зошто еднашка не им се обезбедат и да се затвори темата? Туку цело време само тоа се зборува, само се барат причи. Еве ти услови, повели работи, дај ми резултати. Крај. И друга Може работа, тој што е домакин, нема да му треба толку помош од надвор, сам ќе печали и сам ќе направи и институција и све. Тој што е растори куќа, не знам што да му дадеш, џабе му. Мислам, меѓу другото, мојата разочараност што вие знаете, песимиста и така, стварно се должи на 35 годишно искуство, еве говорам за оваа демократија. А гледаш дека за елементарни прашања кои што не знам јас сега со кого треба се разговара, што Трамп ги треба да ни помогне, Путин ми треба да помогне, не помогне, прво и прво. Ние фала за Путин и за Трамп, одлично. Не треба, да, никој не треба. Ако сам не можеш да си помогнеш, Господ не ти помогне. Па и особено што не се работи сега, погледаме ракета на Марс. Значи, клучен закон за борба против корупција, закон за потекло на имот, бегаат од тој закон како ѓаволот теме. Како не, па тоа знаеме. Па се што сакате. Па треба да си го изгласаат пратениците, кои меѓу другото пола од нив ќе треба да докажуваат од кај им се. Зашто во вашиот мандат таа иницијатива не успеа? Зашто? Затоа што кабинетот на вице-премиерката го преименува во закон за конфискација, кој што до сега не видовме дека нешто е конфискувано. Тоа за Грковска? Да. Значи, она кое што ние се залагавме беше да се воспостави системски пристап за следење на имотната состојба на сите граѓани, затоа што не се само тие во ваквото, во политиката или во моментално на функција. Има многу повеќе во други области, да. Имено. Значи, сакавме да се направи еден системски пристап и да се следи тоа во финансовата полиција, бидејќи тие имаат поврзано со институции, со банки и така натаму, ама не успеа. Зошто? Па се, ајде да поговориме. Не му ставија европско знаменце да победе во скратен да постапка. Никако европско знаменце. Значи, ние во основа не ги местиме клучните камења, клучните контроли во основа и потоа сакаме горе резултати. Не може да има горе резултати. Тоа е што немаме ние политички проблем, имаме ние културолошки. Тој проблем. Имаме политички проблем затоа што мислиме. Политички. Имаме политички проблем, знаеш зашто? Затоа што политичарите мислат дека политичката волја е над законите. Над законите. Јас повторно ќе се вратам. Каде е граѓанството тука? Па имено граѓанството, ќе ти кажем каде е. На датумот, да чекам од политичките партии, видовме 35. Ама граѓанството е на датумот на изборите. Тоа е ова што го разговаравме за Трамп. Значи граѓанството има да молчи, ќе биде предмет на манипулации и секакви други видови притисоци, а ќе има право да избира, ама под наши услови.
Значи, тоа е тој модел. Саша, Значи, инаку се знае тоа како е. Ама тоа се провлекува и кај луѓето. Ако тој што е избран си мисли како да дојде до, нели, да си ги задоволи своите интереси, таквото размислување и кај граѓаните преовладува. Сигурно. Меѓутоа, она што пак јас сум оптимиста и сметам дека треба, нели, да го кажуваме како проблем број 1 во анкетите се појавува корупцијата, што значи луѓето стануваат свесни и им пречи корупцијата. Значи доаѓаме до точка на А во анкетите на луѓето. Во анкетите на луѓето. Не, види, тоа ќе расте и секако дека ќе дојдеме до фаза кога таа свест Јас мислам ќе исто. преовлад. Нема бегање од тоа. друго чаре, нема друго. Прашање е дали во нашите животи ќе видиме нешто од тоа малку подобрено. Повторно верувам дека скоро, за 5-10 години, веќе ќе има некоја друга генерација ќе дојде која ќе почне работите да ги малку Морам да ви кажам, морам да ви кажам, тоа не го кажувам сефте и вие двајцата сте квалификувани за ова што ќе ви го кажам. Јас сум бил релативно многу пати на суд. Такви ми биле функциите, сум го кажувал тоа како главен уредник, одговараш за цели уредувачки политики, кога сум водел големи медиуми, доаѓале тужби и така натаму и во времења кога беше криминална работа, тоа не е ова декриминализација и така натаму, никогаш не најдов на некоректен судија. Морам да кажа, ја не ги ни познавам тие луѓе. Сега може некој ќе каже, добра, сега ја позната личност, не знам, или медиуми и така натаму. Секогаш тоа биле пристојни, коректни судии кои во моите очи се труделе, ние и како транспарентност мониториравме судење. Не наидовме, може би корупциите се случуваат, не може би, секако се случуваат негде за некои затворени врати, или на паркинзи, предпоставувам. Но мојата импресија и искуство, кое е сигурно над просекот на македонските граѓани, толку често сум бил во суд, ја немам лоша импресија за тоа како работеле тие луѓе. Па самите суди, што кажуваат самите суди, нели, во анкетата што ја спомнав преска, во анализата, кажуваат дека, например, како надворешни ризици ги исполнуваат вештачењата од страна на вештите лица и сметаат дека тие се насочени баш онака дека се барани вештачења и се насочени кон нарачателот. Значи тука автоматски одлуката на судијата ќе биде пристрасна во зависност од вештачењето. За односот со адвокатите исто така има коментар во смисла на тоа дека адвокатите ги користат сите механизми за одложување на процесите. Да, разликува. И тоа исто така влие понатаму на перцепцијата затоа што правдата нели закасува. Добра, ама Билјана, судскиот процес е во раци на судијата. Да, ама нема тоа, ќе му каже не може да се одложи. Добро, не знам сега зборувам. Тоа е она што Значи го зборувам нивното видување, да. Исто така смета кои им се внатрешни ризици. Внатрешните ризици сметаат дека председателите на судовите и како имаат влијание преку годишните распореди на судиите. Да. Понатамо дека има влијание од суди од повисоки рангови, нели? И дека повеќе од половината од анкетираните судии кажуваат дека се нашле во ситуација да бидат под некакво влијание од колеги, влијание од надвор или влијание од повисок ранг на суди. Така да не им е лесно на судиите. Може би е тоа Добро, знам, ама на никого не му е лесно сега. Се заштитени се како бели мечки. Има еден момент. Не е проблем. Да, јас сум ги среќавал и приватно знам коректни, паметни, образувани. Тоа не е спорно. Прашањето е на интегритетот сепак. Постои една доминантна култура на опортунизам, на, како да кажам, страф, немој, ако ама Борјан, па комшика, па роднина, Борјан, ама знаеш како сите го ставаме суството на а во новинарството како е со интегритет? А во медицинската професија како е? А во ревизорите како е со интегритетот? Па тоа е дел од општеството. Не се они паднати со подобрани негде истоварени од Африка. Имаме културолошки длабок проблем. И тоа апсолутно е секаде. И тоа не е фер, судиите се криви. Обвинителите, не е точно. Значи, не знам или точно и како и за сите други. Или е точно како за сите други и треба и тие, како и сите други, да подлежат на санкции. Кај нас судиите се заштитени тоа е мечки. исто проблем. Значи, нека си подлежат на санкции, кога ќе знае дека злоупотребата на неговата функција ќе најде понатака на казна, па и тој ќе размисли како ќе прави. Значи, не може се што е претерано. Еве и ова, мислам што им е дадено нивното
нели, судиско убедување и крај. Што ќе каже судијата и тоа. И тоа не е во ред. Значи, нека си има одговорност и судијата. Бидејќи сат и нешто сме... Сат и 5-16 минути. Која е епизодата оваа 2020, не, изминатата 2024, по која се менеше перцепцијата, за тој пат од 12 места? Има ли епизода која може да ја избориш? Законот за кривично гонење. Тоа е. Не, па види, тоа е скандал неверојатен. Значи, неверојатен скандал. Не знам што поише да коментираме за тој закон. Си донесува Законот се донесе за помалку од 24 часа, бре човече, нас ни праќаат таму од работната група од Министерство за правда да дадеме мислење за измените на кривичниот законник. И ние пишуваме мислење. Веќе изгласан. Човече, јас се јавувам кај заменичката да прашам, нели, во врска со, не знам што треба, прашам рок едно друго. Вика, ние имаме друга верзија, вика, сега во сопратение таа верзија, што да видиме ние во другата верзија? Што да ви кажам? Продолжете да мислите. Каква валка? Значи, тоа нема, видете сега, кривичниот законник треба да биде најцврстиот столб во правниот систем и тој столб нас не се разнеше. Што сакаме ние понатаму? Така. Нити јавна дебата, нити пресметка, какви реперкусии, некаква анализа, па само по буџетот колку удри тој закон. А дури после толку време, па сега Уставниот суд, нели, расправа. Да, сега и не знам што ќе биде ефектот од сето тоа. Уставниот суд ако процеди дека тоа било неуставно, може ли тоа да важи наназад? Не знам што ќе кажат. Не слушам тој вид на анализи. Меѓутоа можеше штетата да се запре. По мене, доколку Уставниот суд во старт кажеше дека времена мерка на употребата на законот, па да видиме. Нели? Ако Уставниот суд тоа не го извади и држи во фиока по потреба политичка, како што Ама и се држеше во фиока, види, мислам дека тоа конкретно 7-8 месеци е. Ма повеќе 18 месеци. Да, може и повеќе. Од септември 23 е. Така е. Билјана, ти благодариме што беше наша гостинка. Ви благодарам на поканата. Билјана, убав викенд. Па, добро, ќе се навраќаме на овие теми ние на еден или на друг начин, нема бегање. Па ова е бесконечна тема затоа што болеста е многу тешка, а не знам, бара заедничка работа. Нема тука делби ние вие тие. Проблемот е што се банализира, ќе се повторуваме, низ годините се повторуваме, просто овие проблеми. Јас веќе, Боријан, морам да ти кажам, на граѓанско ниво одамна имам дигнато раци. Кога велам граѓанско ниво во смисла на моја активност во неволја, ја имам дигнато раци. Бидејќи немам сила. Може би е ред и некои помлади луѓе тоа да го прават. Сигурно е ред. А јас сега како да стигнем на 60 години, па сега дај некој 25 годишњаци. Сум оптимист. Добро. Така. И пак ќе го спомнам, морам да го спомнам, доктор Чепреганов, кој што кажа дека корупцијата е дело на умот и дека нашето општество е несозреано. Господин Чепреганов, господин доктор, али господин предсе. Така се всанува господин човекот ја кажа диагнозата во општеството, затоа што се потекнува од умот. Желбата, алчноста, интересот, се тоа е креација на во социологијата тој општествен ум се вика култура. И во право е Боко која вика дека тоа е општествен проблем, културолошки проблем, бидејќи тоа инсайдот, софтверот се вика култура. Добро. Толку за денеска се гледаме следниот петок, а Боријан има некакви идеи за 2 пати неделна мај, се тоа да не го отвараме. Едва и вака да трпат. Благодариме за вниманието. Благодариме.